Живееме во свет во кој што криминал царува насекаде. Знаете ли едно од најбрзо растичките, односно едни од најбрзо растичките криминални действија кои се, поготово во, мислам, во цел свет, не само во Соединетите Американски држави. Милиони долари се во прашање. Кражба на милиони долари. На многу фин начин, значи не одите ниту да плячкате банка, не ништо, туку со кражба на идентитет. Тоа е поготово присутно откако се картичките во оптек и сега во поново време нели ова електронско банкарство. Хакери и луѓе кои што едноставно се бават со тоа можат многу лесно да дојдат до вашите информации и да изработат некои фалши картички и да ви влечат пари од сметка. Во 2001 некаде беше уопсен еден од најумешните луѓе во оваа област, во Америка, кој што, замислите, украл 22 милиона долара на тој начин. Од 217 познати личности, меѓу кои Стивен Спилберг, Опра Винфри, Ворен Бафет, Джордж Сорос и така натаму. Од овој последниот не ми е жал, ако му украл. И тоа преку кражба на идентитет. Работел како шофер во автобус, ама повеќето од времето како во ресторан, значи дали како келнер или било што, така да тука може на некој начин да дојде до информации, значи не само преку интернет, туку па и директно дори. Се вика човекот, не го спомнав, Абрахам Абдала. И не знам дали кај нас христијаните се случува, а имаме таква интенција често пати да се прикажуваме да се идеализираме себе си, да се прикажуваме во некоја идеална слика, дека сме дека другите не вредат, меѓутоа ние вредиме, знаете, и дури тука која често пати се коментира во ред, секојаш изнесуваме какви треба да бидеме, ама најчесто сме склони да гледаме дека оној другиот не е таков, ама јас сум идеален, значи. Дали може би се случува да еден христијанин, како што има луѓе во светот, да живее двоен живот. Значи во црква или пред христијаните е христијанин, а тамо негде на работа или не знам дома е сосема поинаков. Како што има луѓе, замислите си, сум читал примери на луѓе кои што во брак 20 години можеби со жена, деца се имаат, а после ќе се испостави дека бил хомосексуалец. Или може би станало ли, односно има луѓе кои што живеат баш двоен живот. Значи. Дома се едно, тамо некаде не го гледаш што е и како е, и каков е. Значи, се прикажува еден сосем поинаков идентитет. Или го прикрива својот вистински идентитет, го покрива, го маскира. Се сеќавате ли на некој библиски случај на кражба на идентитет? Или, може да се каже кражба, го зел идентитетот. Брат на брат. Заради добивка. Знаете, најчесто е, како што спомнавме, овој Абрахам Абдала, кој што украл 22 милиони, неговата цел била да лесно да се збогати. Значи, кражба на идентитети на луѓе за да дојде до материјални средства. Во овој библиски случај, на овој библиски лик, не му биле важни материјалните средства, меѓутоа му било важно нешто друго. Гледам, не ви текнува, значи, кој е. Му било важно првенството, сега може би ќе ви текне. Кој е тој брат на својот брат што му го украл идентитетот, за да се добере до првенството? Јаков му го украл идентитетот на Исав, на својот брат, близнак.
за да, значи сакал да се прикаже пред својот татко Исак, како дека тоа е неговиот брат, за да го добие благословот. Иако Божи ангел, односно Бог, и се открил на неговата мајка, на Ревека, дека помалиот ќе го добие првенството, но Исак сепак го фаворизирал својот постар син. Знаете, сте читале, и сестра Елен Вајд многу добро објаснува која била драстична таа разлика меѓу Јаков и Исав. Јаков бил повеќе сакан од неговата мајка, значи бил посмирен, покроток, бил домаќин, се вртел околу домот со овци, со земјоделие, а Исав бил така див, да кажам, уживал да оди на лов, во авантури, не бил сталожен, не бил стабилен, туку бил избувлив, живеел од денес за утре, значи, од денес за денес, дори, значи, за сегашноста. Не го интересирала еднината и дури не го интересирали оние духовни предности што ги носило првенството, затоа и си го продал претходно. Но и покрај тоа што го продал за една чинија леќе, знаеме, тој сепак, кога татко му побарал од него да оди, да улови нешто и да сготви од уловеното, за да го благослови, тој тргнал, отишол на лов. Но претходно да прочитаме кои биле тие предности и одговорности на првенството. Вели Елен Вајд, биле поучени, значи, дека наследното право има големо значење, зашто тоа не носи само земни богатства. Знаете, двојно повеќе имоти, така натаму. Туку во себе содржи и духовно првенство. Првородениот секојаш требало да биде свештеник на семејството, а од редовите неговите потомци требало да дојде и спасителот на светот. Од друга страна, првородениот имал и одговорности. Оној што ќе ги наследи благословите, што му припаѓале на првородениот, морал да му го посвети својот живот на Бога. Исав тоа не сакал. Морал да ги слуша Божите наредби, како и Аврам, морал да постапува сообразно со откриената Божја волја при изборот на брачен другар и во сите области од јавниот и семејниот живот. Еве да отвориме во Битие 27 глава. И ќе очитаме тој дел, да се подсетиме, нормално, ако знаеме целиот овој пасус, но да акцентираме и да ставиме акцент на еден дел од целата оваа сторија, која што е во контекст на оно што го зборуваме, кражбата на идентитетот. Од првиот стих, 27 глава Битие, кога Исак остари, му ослабе видот на очите, значи бил над 130 години, го повика постариот свој син Исав и му рече: сине мој, а тој одговори: еве ме. Исак рече: еве, остарев и не го знам денот на мојата смрт. Земи го сега оружјето свое, лакот и стрелите, излези в поле и улови ми дивеч. Па сготви ми јадење какво што сакам и донеси ми да јадам, за да те благослови душата моја пред да умрам. А Ревека чу, значи ова било тајно, затоа што Исав знаел за тоа дека било ветено на Ревека дека Јаков треба да го земе првенството, и он тоа го направил тајно во договор со својот син, а меѓутоа Ревека го слушнала сето тоа и му рече Исак на синот свој Исав, и Исав отиде в поле да улови и донесе дивеч. Ревека пак му рече на синот свој Јаков, велејќи: ете го чув татко ти како му велеше на братот твој Исав, донеси ми дивеч, и така натаму, да не читаме се. 8 стих, туку сега, синко мој, послушај ме што ќе ти речем. Ево сега, она смислено сценарио, кој што како во случајот на Аврам го смислила Сара, овде пак некако жените, не е битно, мислам. Не секам ништо да лудерам тука. Оди при стадото и донеси оттаму 2 добри млади јариња и јас ќе сготвам за таткото твој јадење од нив како што сака. А ти ќе му однесеш на татко си, а тој ќе јаде, па ќе те благослови дури и уште жив. Ама Јаков сега и вика на Ревека, мајката своја: но Исав, братот мој, е рунтав, а јас сум човек мазен, гладок, овде вели. Ово го читам од ревидираниот превод. 12 стих, може татко ми да ме допре, па пред очите негови ќе станам измамник и место благослов ќе навлечам врз себе проклетство. Епа, или благослов ќе биде или проклетство.
Мајка му одговори: проклетството твое, синко, нека падне на мене, само послушай ми и оди, па донеси ми. Тогаш тој отиде, зеде и донесе на мајка си, а мајка му сготви јадење, какво што сакаше татко му. Потоа ја зеде Ревека најубавата облека на постариот син Исав, што беше кај неја дома, и го облече Јаков, помладиот незин син, а рацете негови голиот врат му го обложи со јарешки кожички. И му даде на Јаков синот свој му го даде враце, јадењето и лебот што го беше сготвила. И тој влезе при татка си и му рече: замисли си, син на својот татко слеп. Какво однесување? Какво сценарио? Само за да се добре до првенството кое што му било ветено. Само требало да почека, да биде стрплив. Често пати тука паѓаме сите ние. И сега видите, влегува при татка си и вели: татко, а тој одговори: еве ме, кој си ти, синко? Насловот на мојата проповед е: кој си ти? Кој сум јас? Дали сум тој кој што сум, или се представувам како да сум некој друг? Оној кој што не сум. Кој си ти, синко? Јаков му рече на татка си: јас сум Исав. Јас сум Исав, твојот првороден син. Направи како што ми рече: стани, седни и јади од ловот мој, па да ме благослови душата твоја. Исак му рече на синот свој, значи не е крај. Човекот е слеп, ама па на уши е добар, значи се уште. Пред му вели: кога толку бргу најде, синко, кога толку бргу улови? Јас знам дека Исав е способен, ама многу бргу е некој излезе. А тој одговори: Господ твојот Бог ми донесе среќа. Интересно зашто вели овде Господ твојот Бог. 21 стих, тојаш му рече Исак на Јаков: дојди поблизу, синко мој, да те допрам, да видам дали си ти, синот мој Исав или не. И пристапи Јаков до Исака, таткото своја, тој го допре, па рече: гласот е гласот на Јаков. Гласот е гласот на Јаков, но рацете се раце Исафови. Уште се буни Исак. И не го позна, сепак им успеа, значи, сценариото, зашто рацете му беа како рацете на Исав, значи рунтави. Она крзно од јаре, да. Братот негов рунтави, и го благослови, вели. И му рече: ти ли си синот мој Исав? Повторно исто прашање. И тој му одговори: јас сум Исав. Јаков вели: јас сум Исав. Тогаш рече: дај ми сега, синко, да јадам од ловот твој, па да те благослови душата моја. И му даде, и тој јадеше, па му донесе и вино и пиеше. Потоа Исак, таткото негов, му рече: приближи се до мене и целивај ме, синко. И тој пристапи, го целива. Исак го почувствува мирисот од облеката негова, а облеката беше од Исава. И го благослови, велејќи: еве мирисот на синот мој како мирис од полето што го благословил Господ. Дали Јаков го прими благословот? Кој што му беше ветен патем, често пати мора да се нагласува, му беше ветен од Бога, дека тој ќе го добие. Само требаше да чека на Бога. Слично како Сара и Аврам. А ние не сме способни. Не бива, дај легни со слугинката и ете ќе го добиеме ветениот син. Но она што прашав и пак ќе прашам, дали Јаков го добил благословот или добил нешто друго? Погоре самиот кажа: абе да не добијам проклество наместо благослов, и тоа го добил. Чи не е тоа благословот од Господ? Подлажен идентитет се представил пред својот татко за да го добие првенството, за да го добие благословот, меѓутоа не добил благослов. Не можете на тој начин да добиете благослов од Бога. Со лажен идентитет. Да излезете пред Господа и да речете: а Господе, ја не сум Јаков, јас сум Исав. Можно ли тоа? Господ не е слеп. Господ се гледа. И се знае. И ако реков, Јаков не го интересирале толку материјалните предности, како овој Абдала, предходно што читавме, и мнози на денес.
од сето тоа, туку духовните предности го интересирали. Интересна работа, за духовните предности више како се послужил за да дојде до првенството. Но тој не се потпрал на Божето ветување, тука е клучот, туку се обидел со собствени сили да се добере до благословот. То не е можно. И знаеме потоа, морал да бега од дома, повеќе да не ја види својата мајка, и тоа било дел од проклетството, што самата не Ревека рекла, нека падне и врз мене, ме паднало и врз неа проклетство. Не го видела веќе својот омилен син. 20 години бил вон својот дом, кај својот роднина, каде што бил користен 10 пати, вели Елен Вајд, тамо му ја менувал платата. Па, знаете, бил измамен за саканата му жена, не ја добил први, не ја 7 години, па уште 7 морало. И што ли уште не му се случувало, за да на крајот морал да избега кога Лаван не бил присутен, да избега со своето семејство, со имотот, со овците, со стоката и сето тоа, за да се упати кон својот дом. И знаете, уште кога одел на кај Лаван, Господ му се јавил кај Ветел и му ветил дека ќе биде благословен. Сега тој се сетил на тоа ветување и се враќа назад. Меѓутоа 20 години живее живот со грижа на совест. Што направи? Зеде друг идентитет. И сега се враќа назад. И знаете што се случува. Начул, слушнал, дека доаѓа во пресрет неговиот брат со 400 луѓе, се исплашил, што да прави, ги подвел на две групи, ајде некако некој да остане жив. И вели во Битие 32 глава, Битие од 22 до 30 овде ќе читаме. Битие 32, 22 до 30. И ноќта стана, подкако ги зеде обете жени своји и обете слугинки и 11 синови своји, го премина потокот Јавок на едно плитко место и откако нив ги зеде и ги преведе преку потокот, пренесе и се друго што имаше. А кога остана Јаков сам, тогаш некој се бореше со него до зори. Знаеме кој бил тој. Но меѓутоа тој не знаел се до зори. Кога види дека не може да го совлада, му го стегна зглобот на бедрото негово, така што Јаков му се измести колкото зглобот, додека се бореше со него. Па тогаш рече, пушти ме, веќе зора е. Оној кој што се борел со него. Но Јаков одговори, нема да те пуштам додека не ме благословиш. Јаков е свесен дека се уште го нема примено благословот. И носи голем товар, грев во својата душа и вели, сега е решителен во тоа да го добие благословот. Конечно, кој што му бил ветен од Господа секако. И му рече сега, му вели, овој што се бори со него, а тоа е никој друг, туку Исус, како се викаш, односно, кој си? Со други зборови, кој си? Што одговара сега Јаков? Јаков. Јаков. Пред Господа не можеш да криеш идентитет, но клучно е тоа што значи Јаков се покајал. Тука е тоа покаяние и тука ќе го добие благослов, затоа што се покајал и се растоварил од таа вина. Повеќе не се криел за друг идентитет. Не може така да добиеш благослов од Господа. Како се викаш, кој си? Тој одговори Јаков. Што значи, нели, измамник, како што спомна брат Зоран? Лаж го. И тој што му вели Господ? Од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел. Победи. Ти победи и ќе се викаш од сега победник. Видите колко е милостив Господ. 20 години може да се криете, да сте за друг идентитет, да кажам. Да се прикажувате пред луѓето како некој друг да сте, да се идеализирате себе си, ете, јас сум верник, јас ова, јас она. Меѓутоа, од тоа нема благослов. Мора да сватиме дека на тој начин благослов не може да добиеме. Господ не знае
Пред Господа сме како под рентген, и тоа не е рентген како овие нашиве, не знам како тоа не гледа, бубрези внатре се гледа. Камо ли срце, мисли, се, мора да сватиме. Скенер, не знам како да го наречеме. И се што тој бара е да бидеме транспарентни пред него, да бидеме искрени тотално, да не се криеме за некој друг. Знаете, може некојаш да ни биде, да ни стане идол, добро, пример може да кажеме, еве, некој библиски лик, неговата вера и сето тоа, и да ни годи кога луѓето ќе зборат за нас, овој има вера како Аврам, какви искуства знае да каже. А знаете, луѓето, не сакам да спомнувам имења, меѓутоа јас сум сведок на тоа дека, знаете, се излегува, не зборам за овде, да се каже искуство за да се прослави Бог, а тоа искуство е така разубавено, така направено за да се восхитите вие, слушателите, а не за да се прослави Бог и за да речете, овој брат, оваа сестра, колко е верна. Тоа е исто криење за друг идентитет. Тоа е исто маскирање, идеализирање. Не. Ништо од тоа не ни користи. Затоа што Господ знае кои сме и што сме. Затоа Господ сака да се покаеме, затоа Господ сакаме да го ставиме секој греф и да излеземе пред Него и да си го кажеме својот вистински идентитет. Тоа му треба на Него. Измамник, крадец, лажго, ваков, таков. Сето тоа што треба да го кажеме, а што Господ веќе го знае. И сега Јаков во 29 стих го прашува, кажи ми го па името твое, а тој му одговори, зошто прашуваш за името мое, тоа е чудно. И го благослови таму. И Јаков го наречува на место со името Пениел, зашто рече Бога го видов, лице в лице и останав жив. Јаков го примил благословот. Му паднал товар од срце и од душа и веќе не се плашал од својот брат. Тоа е, значи, кога ќе го признаете гревот, кој ќе оставите, заминува и стравот. Знаете дека сте чисти пред Господа? И Господ води, знаете, во исто време Исав добил порака за да не му прави ништо на својот брат и се завршило добро. Значи, Јаков се ослободил од вината и гревот, што го мачеле цели 20 години, конечно признал кој е. Не се крила повеќе. Го кажал својот вистински идентитет. И Господ му простува и му дава име Израел. Име кој што може да не го даде на секој од нас. И да завршиме со Ефесијаните, 2 глава, ќе читаме од 1 до 7. 2 глава Ефесијаните. И вас, кои бевте поради вашите престапи и греови, во кои живеевте некојаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сега некоја живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите чеда на гневот. Но Бог, кој е богат со милост, заради неговата милост сме тука, заради неговата милост ни е простено, и поради неговата голема љубов, со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус. Мајте, ова е исто клучниот момент. Во Христа. Во Христа нема осуда, како што вели Павле во Римјаните 8 глава. Во Христос не оживе. Ние сите се раѓаме во Адам, меѓутоа, она што е потребно, како што Исус му вели и на големиот учител во тоа време на Јован 3 глава, не ми текнува сега како ми се закочи умот, Никодим, да, му вели дека потребно е наново да се родиш од небото, од озгора, од Светиот Дух, а тоа е раѓање во Христа. А тоа е можно ако човек се покае и добива на тој начин нов идентитет. Знаете, што е поентата? Кој е нашиот идентитет? Кој сум јас? Најискрениот одговор е: јас сум Божје создание. Господ мене ме создал по Божји лик, ама заради гревот
Јас сум го изгубил Божиот лик. И единствен начин да го вратам тој лик и да нормално бидам спасен, оно што Господ највеќе го сака и заради што е целата оваа приказна сите овие 6000 години на страдање и маки и така натаму, е да се родам наново, да се родам во Христа и тоа ќе добиам нов идентитет. Значи, мојот идентитет е, јас сум грешник, јас сум лажго, јас сум Јаков, јас сум овој, јас сум тој. И треба наново да се родам, да го оставам гревот, да признаам и да го добиам новиот идентитет во Христа Исуса. И ново име ќе добиам, како што вели во Откровение. Како што добил Јаков. Ново име. Тоа е нашиот идентитет. Ние без, и тоа го добиваме само спреку тоа оправдание со вера. Значи, фаќајќи се и верувајќи на Божите ветувања, како што требало Јаков, како што требало Аврам и Сара, да чекаат на Бога, а не да правиме нешто со своја сила, како што Јаков го присвоил идентитетот на својот брат, изгрешил, не добил благослов, туку проклество. И еден многу стресен, несигурен живот сите тие 20 години. 7 стих вели, за да им го покаже нейните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Зашто по благодат сте спасени, преку верата, и тоа не е од вас, туку дар Божи. Само така. Не е од дела за да не се пофали некој. Тука е проблемот. Кога ние паѓаме на таа страна оправдување со дела, тогаш се фалиме, тогаш се бусаме во гради, тогаш сме во опасност да се скриеме зад нечи друг идентитет, за да се прикажеме пред луѓето во подобро светло. Да речат, види го овој колку е верен. Само тогаш. Ако ние се оправдуваме со вера, тогаш сме свесни дека ние сме никој и ништо, дека ние сме грешници, дека нашата облека е валкана и дека ни треба неговата правда. Тогаш нема бусање во гради, тогаш сите сме ние грешници. Самиот Павле вели, јас сум најголем меѓу грешниците. Како може да тоа да го каже Павле? И тоа кога бил најблизок до Бога. Па нормално е, колку сте поблиско, колку се доближувате до Бога, толку повеќе ја согледувате разликата меѓу неговата светост и вашата ништожност. И толку повеќе ја согледувате потребата од неговата правда. Тогаш немате потреба. Тоа сте, знаете, свесни се дека сте разголени пред Господа. Тој се знае за вас. Што има да криете, зад кого ќе се криете, чив идентитет ќе зимате. Нема потреба. И нема фалби тогаш. Јас ова, јас она. Не јас, Господ. Секавате мината сабота зборувавме дека ако и извидниците се потпреле на Божите ветувања, и целиот народ, мислам, ќе влегле без страв во Ханан и немало да поминат уши 40 години да талкаат низ пустината. Ама, заборавиле на Божите ветувања, се потпреле на своите сили и прво страв не влегле, а потоа кога Бог рекол, сега нема да влезете, 40 години ви давам за секој ден, тогаш после тргнале со своја сила и биле поразени. Тоа е секојаш тој резултат. Кога одиме во своја сила, секојаш сме поразени. Победници можеме да бидеме само кога ќе му се предадеме на Господа и кога ќе се потпреме на неговите ветувања. Чи прашањето е кој си ти, кој сум јас? Како што кажавме, грешник на кого што му е потребна Божјата благодат и ново раѓање во Христа, затоа што во Христа добиваме нов идентитет. Нека му е слава на Бога за целиот план на спасение, за сето оно што го направил за нас и да не се обидуваме ниту со лажен идентитет, да не дај Боже да дојдеме до материјална корист, затоа што и во утренските стихови се читаше, Елен Вајд убаво ни кажа како треба да бидеме педантни и точни на најситниот денар, значи честни и поштени, а не дај Боже пак да се обидеме крадејќи тука идентитет или криејќи се на тој начин, мислиме ќе се шмугнеме некако на небото. Нема шанси. Пред Господа кој што се знае и се гледа. Нека Господ ни помогне да бидеме тоа што сме и
да го молиме Господа да ни помогне во нашите слабости, во нашиот живот. Пред нас е Ханан, близо е Ханан, чекориме кон Ханан и да само со вера во неговите ветувања во него одиме сигурно чекор по чекор и ќе стигнеме таму, затоа што Господ ветил. Нека му е слава нему. Амин.